Добро утро. Станав од спиење и се спремам за на работа. През пред око не гледам, имам спиено буквално само 3 часа. Вчера снимав видео до 2 са бајле. Не знам кај се наоѓам буквално. Идам да се спремам. Одлучив само да ви се јавам, па ќе се чуем после тек на ден. Надвор е гасна комора, од суштина. Пред око не се гледа. Лајка кој на вас секогаш ви се спие. Hello! Се наместив да ви снимам едно статично видео кое треба да излезе за саат време. Доколку мислите дека видеото ќе доцне и дека повторно имам проблеми со интернет, се лажете. Додека бев во Белград, дошле луѓево од Канет и ми наместиле оптички интернет. На мојата среќа и немаше крај кога дојдов дома, рано са бајле у 3-4. Издогледав модем у соба, значи ќе умрев. Ова ми дојде како една дополнителна мотивација. Секогаш на време ги снимав видеата, секогаш на време ги монтирав. Единствениот проблем ми беше тој аплод кој ми беше 3. Едно видео се ставаше по минимум 3-4 сати. У секој случај, презадоволен сум со се она што се случува, но сум среќен што успевам да го одржувам овој влогмас без да пропуштам ниту еден ден. Се надевам дека ви уживате во секој ново видео. И тоа е тоа. Се слушаме после. И да, еве го новиот модем. Има мал проблем со кабливе, едва ги спровеле луѓево. Ја не ни бев дома кога они го ставале овој интернет, па кај што излегува климата тука ги тутнале и сега малце ми е подувана завесата. Но се надам дека тоа ќе се среди у најскоро време. Битно, ја имам нов модем. Кого го интересира ова? Никого. Морам да ви се јавам вака и за влогот, додека ми е наместена се. Ужасно многу се изнервирав. Таман ви се пофалив дека видеото ќе излезе на време затоа што имам нов интернет кој е доволно брз за да го ставам видеото на време. И што се случи? Да, јас секогаш викам не ги повторуваме работите два пати затоа што едно ќе направиш, друго ќе сјебеш. Седнав ја така да си реагирам на ваши предпоставки, уклучив да снимам, и кога ги прочитав сите ваши предпоставки, кога одговорив на скоро сите, тргнав да го исклучам видеото и сватив дека јас тек тогаш го уклучив. И сватив дека видео 40 минути морам да го снимам од почеток затоа што не сум уклучил да снимам. И ова прв пат у живот ми се дешава. Човече, не ми се верува се, еве колку би на саат. 19:03 минути. Видеото требаше да излезе во 19 часот. Јас што туку го завршив, така што сигурно ќе го монтирам едно саат време, дур да се експортне уште 20 на минути, дур да се стави уште 10 минути и видеото ќе излезе на кај 9. Но who cares, битно ќе излезе. И другари, само што завршив со работа, цел ден ви се немам јавено. Бев до овие тезгички овде поставени кај нас на плоштад, купив некои глупости, ќе ви покажам кога ќе стигнам дома што сум земал и што имам, затоа што одлучив во денешниот влог да китам нешто по дома. Нит елка купив, нит некои соодветни украси, но со што располагам, со тоа ќе китам, така што останете тука, малце ми е непријатно да влогам, затоа што сум буквално на сред улици, сите гледат мене, но како и да е, ќе ви се јавам покасно за да ви покажам како тоа јас ќе си ја накитам собата. Се прибрав еве од работа, после долго размислување, сватив дека во ова моја соба јас никако не можам да ставам голема елка. Па ми текна дека дома имаме некаква мала елка, која јас ќе искористам за украсување во мојата соба. Кога влегов во собата, сватив дека собата ми е хаос. И пред да почнам да ја китам елката, морам да избришам прашина, да исчистам малку, да подсредам, што сигурно ќе ми одземе уште половина час. И вечерашното видео најверојатно ќе касни, но who cares. Не знам како ќе се поставам за вие да го следите целиот процес на чистење, на китење, украсување, како и тоа да се вика, но ќе најдам начин, сигурен сум во тоа. Големата елка ќе оставиме во дневна. Јас овде ќе пробам нешто да наместам со малата елка, со сијалички, со чуда и глупости. Ќе ви покажам сега што сум купил и може да почнеме прво да подсредиме, а потоа и да китиме, украсуваме. Денес на ова тезгичкиве најдов и вакви сијалички, кои естетски изгледаат интересно, као снеголки се. И светат еднобојно, не знам, заборев ја која боја се, али ќе видиме покасно. Си купив и вакви машни, не знам што ќе правам со овие машни, но ете, купив.
Земав една ваква глупост, затоа што елката што ја имам е бела, па белким ќе ја пополнам со ова, да не изгледа толку оскудно. Купив и некаква трака, на која не знам каков принт има, не можам да го протолкувам ова чудо, ниту знам што со неја ќе правам, но ете, купив. За намаса купив некаква бошчичка, чаршавче, како го викате вие ова чудо у вашиот град. Се ван фокус ми отиде, окей, се гледа. Купив нешто вакво, валјда ќе го искористам. Од минатата година имам уште едни сијалички кои светат црвено, ако не се лажам. И исто така на тезгичкиве овде купив уште едни сијалички, кои светат, мислам дека бело. Заборавив да ви кажам дека си купив и честитки, не знам на кого ќе ги праќам, али баш се израдував кога ги видов, затоа што одамна неам ниту пратено, ниту добиено честитка. Па еве годинава одлучив на некого да му пратам честитка. Ќе умрам. Собрав ѓубрето, избришав прашина и све ми е буквално онака хаос. Се уште не знам каде ќе поставам елкичката. Не знам, ќе ви снимам сега што ќе правам. I don't know. Јас сепак мислам дека најдобро е да почнеме од почеток. Првиот чекор треба да биде елката. Еве ја. Прво мислам дека е најпаметно. Леле, седнав, се ме мрзи да станам, а овде све е некако чудно затвора. Не. Па види, ова не изгледа уопште лош. Баш изгледа збогатено и онака фуфнасто. Хит. Сега мислам дека следен чекор би требало да бидат сијаличкиве. Овие се предолги, овие се скроз симпатични, ама се прекратки. Не знам ни зашто ги купив. Сега ќе видиме баш колку се долги и дали ја можам нешто со ова чудо да направам. Аха, овие светат, леле, баш се убави. И сега моја, леле, што сум направил ја овде. Чекайте. Мојава елка со сијалички изгледа вака од прилика. Чек да видам што да правам со машливе. Дали можам машна да ставам на врвот. Тоа баш убаво изгледа. Дали ова реално луѓе ми се распадна и двете машни? Не. Зашто сум увек баксус, бе? Јас сум разочаран и џаве дадов пари. Не ми се свиѓа ова. Најдов некакви чудни машни по дома, така што ќе гледам нешто да импровизирам за ова моја елка да има некаков врв. Ова нешто можеби ќе ми послужи. Како да направите машна, туторијал со Марио. Хит. Добро, како смо се надали, добро смо се удали. И личи малце на машна, али генерално не личи на ништо. Та-да-да-дам! Дали е добро? Јас мислам дека окей, се потрудив. Не. Другари, што се однесе од елката, јас мислам дека е готова. Сега ќе ви ја снимам од блиску, а вие во коментар напишете ми колку и дали ви се допаѓа. Значи, вау, скрос е магична. Бре, колку добро ми снима телефонот ноќ. Се надевам дека ви се допаѓа. Сега продолжуваме со украсувањето на останатиот дел од собата. Во меѓувреме да ви покажам каков хаос се направив додека ја китев елката. И еве ги овие што ми се испокина, све испадна од нив. Ова го правев, ама нешто неуспешно. Така што, ете. И сега уствари си имам новогодишна позадина за сите оние видеа кои следуваат по текот на месец декември и јануари, затоа што и во јануари се уште владее ова новогодишна атмосфера. Дојдов на една супер глупа идеја, а тоа е црвените сијалички да ги ставам позади телевизор, надевајќи се дека кога ќе изгасам светло, ќе имам некако фул доживљај. За се само тоа таму го гледам како свети, но ете, да се надеваме дека нешто ќе излезе од сето ова. 8 сати, видеата наводно ги пуштам во 7, но тоа што е, ја ги се потрудив за оваа видео, така што се надевам дека ви се допаѓа и не ми замерувате. Ви напоменав, нели, дека купив чаршавче, кое најверојатно ќе го ставам овде, да. Овде ми стои лаптопот, затоа нема да го ставам пропорционално на средина. Овде ќе ги наредам работите кои ми стојат на маса, а овде ќе си го ставам лаптопот кој постојано го померувам, не би сакал да ми се влече со се ова. Еве како изгледа генерално мојата новогодишна соба. Овде уствари овие, чека да видиме дали функционираат. Па добро.
Светкат, окей. Еве, ова моја елкичка како изгледа. И ништо, суштина единствено новогодишно на оваа страна е чаршавчево овде доле. Еве вака ќе искористам прилика додека се е некако магично и новогодишно да го одјавам оваа видео, кое искрено се надевам дека ви се допадна, баш онака си знамачев да го направам. Така што ете, не заборавајте да оставите лайк по некој коментар, да се претплатите на мојот канал, а ние се гледаме веќе утре во исто ова време на исто ова место. Ćao!